Зоран Коњановски, заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство. Како се чувствувате во Прилеп? Па мислам дека има прекрасна атмосфера, народот е се уште во една победничка атмосфера од претходните избори, од првиот круг на изборите, би рекол од првото полувреме на утакмицата. Сметам дека граѓаните ја веќе препознаа разликата меѓу политиките на ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз и ова токму е резултат на таквиот начин на размислување на граѓаните на Република Македонија. Не случајно се препознале, бидејќи фокусот е ставен врз економијата, вработување, но и огромни запади повторно во земјоделството како продолжување на оние кои што беа досега. Беа 600 милиони евра, ако ми се чини така, по 150 за секоја година субвенции само, плюс сите оние останати запади кои што се однесуваат на намалување на данокот, на сите запади од 50-50 во набавка на механизација и во наводнувањето. Па прво дозволете да се заблагодарам на земјоделците затоа што тие ги препознаа политиките на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери. Нивниот глас кој го дадоа на првиот круг на изборите за нас многу значи, но е уште поголема обврска и одговорност за нас како раководни лица во политичката партија која практикуваме власт. Имено она што досега го ветивме кој земјоделците, огромен дел од тоа како програма е остварено. И токму затоа имат доверба да ни веруваат дека и тоа што го нудиме во новата програма, новите 57 проекти кои се наменети во програмата за земјоделие, во програмата проверено, како и новите 600 милиони евра подршка за македонските земјоделци се реалност. Тие почнаа да веруваат на делата и токму затоа ја дават ваквата силна подршка на ВМРО ДПМН. Имено во новата програма има доста интересни проекти. Во рамките на тие 57 проекти имаме капитални инвестиции, градење на брани, системи за наводнување, имаме инфраструктурни проекти многу значени. Продолжуваме со поддршката 50-50, каде што 50% од набавката на одредена земјоделска механизација или лозов назад или повеќегодишни култури ги плаќа земјоделецот, 50% владата преку програмата за рурален развој. Продолжуваме со таа силна поддршка на земјоделието. Имено во нашата програма може да се најде секој земјоделец, може да се најде секое село, може да се најде секој сектор во земјоделието. За секој од нив имаме конкретни мерки. Што се однесува до финансиската поддршка, морам да ги израдувам земјоделците, бидејќи во наредниот 4 годишен период имаме во 4 години по 150 милиони евра кои ќе бидат распределени во програмата за директни финансиски плаќања, поддршка директна кон земјоделците, но и програмата над 10 милиони евра месечно. Ако направиме еден пресек, над 10 милиони евра месечно ќе се слеваат кај земјоделците од државната каса. Па добро, ние уште во првиот момент во 2006 година тоа им го ветивме на земјоделците дека вртиме на нова страница за развој на македонското земјоделство. Резултатите неминовно секојдневно можеме да ги погледнеме од развојот, од растот на извозот на земјоделски производи надвор од Република Македонија. Но ние нема тука да застанеме, напротив, преку овие 57 проекти ќе инвестираме и во освојување на нови пазари, промоција на македонските производи, отворање на продавници за продажба на органска храна, нормално во соработка со производителите на органска храна во поголемите центри. Сето тоа ќе биде поддржано во дел од програмата која е дел од програмата проверено на нашата партија и на коалиционите партнери. Се наоѓаме во Прилеп. Прилеп е градот на тутунот. Има ли нешто конкретно за прилепските земјоделци? Па, кога зборуваме општо за земјоделието, мислам дека Прилеп зазема едно централно место во картата кога ги правиме плановите за земјоделие. Морам да напоменам само во последните неколку години повеќе од 2 милиарди денари се доделени само како субвенција на земјоделците во Прилепско. Можат сите да проценат што значи тоа за економијата во Прилеп, што значи тоа за секое земјоделско стопанство, за секој онај кој посадил тутун, кој одгледува тутун, за секој онај кој одгледува и останати земјоделски култури. Нашата поддршка и кон Прилеп, и кон Битола, и кон Струмица,
и кон буквално секое место понатамо ќе продолжи. Не случајно кажав дека секое населено место, секој град, секое село си има свој дел во програмата. Покрај директните финансиски плаќања има два проекти кои ќе бидат во Прилеп подржано во Прилепско од програмата за рурален развој, а од програмата за изградба на фекални канализации. Тоа е подршка на проектот за изградба на фекална канализација во село Мало Коњари со нешто повеќе од 15 милиони денари и во село Големо Коњари каде што ќе работиме на нова инфраструктура, нови патишта, подршка од околу 6 милиони денари. Два конкретни проекти ево за две села тука во Прилепско, но имаме вакви проекти и за останатите населени места кои се во руралниот дел. Добро, денеска на пресконференција најавите инвестиции за враќање на селата, за обновување на селата. Нешто што ќе треба да ги направи селата по-достапни и за македонските и за странските туристи, но и за живење, да бидат нели. Па како никогаш досега во оваа програма можеме да ја видиме поддршката на ВМРО ДПМН кон македонското село. Не може да зборуваме за јак земјоделец, а да не зборуваме за јако село. Не може да зборуваме за јака Македонија ако не зборуваме за јако село и јак земјоделец. Имено само до 2016 година во 73 општини инвестираме во 195 села. Секој од овие села ќе добие или фекална канализација, или водовод, или ќе се изгради асфалтен пат, или плоштад, или ќе се уреди некој пат. Тоа се проекти кои се направени и тоа се проекти кои се веќе буџетирани во програмата и проекти кои ќе завршат до 2016 година. Но тука нема да застанеме, вакви проекти ќе продолжиме да реализираме и во 2017 и во 2018 година. Само за овие 195 проекти кои се наменети за 73 општини имаме предвидено 1 милијарда и 722 милиони денари. Нашиот збор на некој начин вреди, она што сме го ветеле и сме го оствариле, така да јас сум сигурен дека по 2 години за овие проекти ќе дадеме отчет, дека сме ги реализирале и почнуваме за 2016-2017 нови проекти во македонските села. И да не заборавиме да нагласиме дека оние проекти кои што беа до сега 50-50 и останатите продолжуваат и понатаму. Апсолутно така, дел ќе ги насочиме преку националната програма од руралниот развој, а дел преку ИПАРД програмата. Така да ќе можат и понатаму земјоделците да си набавуваат за пола цена, би рекол, трактори, за пола цена да набавуваат земјоделска механизација, за пола цена да набавуваат високостелни јуници, да го подобриме и збогатиме сточниот фонд во Република Македонија. За 50% да набавуваат лозови калеми, да набавуваат овошни садници и така натаму. Но дел од тие проекти ќе ги пренасочиме и преку ИПАРД, каде што направивме одредени олеснувања за аплицирање во програмата ИПАРД, каде што имаме огромни можности и каде што треба дополнително да работиме за да можеме да изградиме големи откупно-дистрибутивни центри, да ги подобриме условите во македонските кланици, да ги подобриме условите во македонските млекари, бидејќи сега треба да ги искористиме тие средства ако сакаме брзо да се прилагодиме кон европските стандарди. Можам само да ви пренесам дел од пораките што во Битола за гледачите ги упати Велјо Тантаров, еден од лидерите на земјоделците, кој што рече ниеден од тие законски мерки не е ставен на хартија пред да биде во консултација донесен со нас. Така што сите овие мерки се фактички правени по мерка на земјоделците. Јас би сакал и сега да го поздравам лидерот на македонските земјоделци Велјо Тантаров. И сутринава кога доаѓав за Кривогаштан и за Прилеп, го видов времето дека не е баш добро и му се јави. Велјо, викам, како се земјоделците во Пелагонија, па ми кажа дека има снег, дека полегнати се житата, да се надеваме дека нема да направи големи штети, но и да направи големи штети, никога земјоделците нема да ги оставиме сами да се борат со тие проблеми. Во секој случај, секој од овие мерки за било кој сектор се добро анализирани и директно со земјоделците, но добро анализирани и со факултетите, со земјоделските факултети во Скопје, земјоделскиот факултет во Штип, но и со ветеринарниот факултет во Скопје. Така. Господине Коњановски, ја ви благодарам за учеството во отвореното студио. Немаме уште многу време, но чинам дека низ кампањата ќе се видиме уште еднаш вака тука горе. Па за ова кратко време можевме да пренесеме само дел од проектите од тие 57 кои ви зборував,
но имаме уште многу да се гледаме, така да сигурен сум дека до крај на кампањата ќе можеме да пренесеме до земјоделците, но и до останатите граѓани на Република Македонија многу од проектите кои ги имаме предвидено во програмата Проверено, која има 2046 проекти за секој граѓанин, за секое село, за секое населено место, за секоја општина во Република Македонија.